Членовите на Советот на општина Гевгелија од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска ја напуштија 51-та седница поради грубо кршење на деловникот за работа на Советот од страна на најповиканиот за негово спроведување председателот на Советот на општината господин Александар Тодов. Ваквата реакција на советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше предизвикана од 2,5-часовната дискусија по првата точка од дневниот ред на седницата, на која стана збор за извештајот за работа на градоначалникот на општина Гевгелија за 2011 година. Немајќи аргументи како да ги одбранат неговите нереализирани ветувања, а потрошени пари, советниците на ВМРО-ДПМНЕ почнаа неовластено да дискутираат за теми и личности кои се ирелевантни за извештајот на градоначалникот, а председателот на Советот тоа не го спречи. Најголема реакција настапи кога стана збор за последното јавно надавање за продажба на градежно неизградено земјиште, организирано од страна на општина Гевгелија во декември минатата година и продажбата на атрактивни локации за помалку од 2 евра за метар квадратен на активисти на ДПМНЕ. Очигледно актерите на ваквите наместени надавања не можат да ја издржат јавната критика, искажана од представниците на опозициониот Социјалдемократски сојуз, па побрзаа да ги исклучат камерите и да ја лишат јавноста од вистината. Ваквото однесување на советниците на ВМРО-ДПМНЕ во одбрана на искажаните невистини на градоначалникот за распродажбата на државното земјиште по багателни цени само ги прави соучесници во незаконското дело за кое што ќе одговараат по смената на локалната власт во Гевгелија. Од земањето на зборот на представниците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз од страна на председателот на Советот само покажува како за вчерашната паника на градоначалникот, искажана во пресконференцијата, се прелева и во редовите на Советот. Ако првиот човек на локалната власт се крие од јавноста за време на дискусијата по неговиот извештај за сработеното во 2011 година, зошто повика на прес од 9 март дека сите ќе чујат што направил тој, а всушност ги гасне камерите и окото на јавноста. Советниците на СДСМ во локалниот совет на општината во име на вистината се обраќаат до граѓаните за да ги предупредат дека сите сервирани монтажи и лаги од ДПМНЕ се само приказни во нивните глави. Ниту знаат, ниту можат да ги решат реалните проблеми на граѓаните на Гевгелија. Вработување, социјални примања, нови улици, атмосферски канализации, обновување на локалната патна мрежа, туку се зафатени со тендерски пресметки, местенки за пријатели на пријателите кои лесно и тајно ќе прелеат пари во нивните джепови. Господа од ДПМНЕ, имате право да бидете вознемирени, зашто доаѓа денот кога ќе се смени власта во Гевгелија, а вие ќе одговарате. Но немате право од највисокиот орган на локалната самоуправа да правите пародија и место каде ќе владее беззаконие. Сдружени на едно место, градоначалник, председателот на Советот и така наречениот заменик на градоначалникот, кој има пристап и онаму, дури каде што нема и градоначалникот, се разбира, наспроти сите останати советници, што само по себе зборува како се поставени во работите во општината и колку е тоа недозволено. Му порачуваме на градоначалник Франгов да го повика Државниот завод за ревизија и да побара контрола на работењето на сите градоначалници пред него. Господине Франгов, ние за вашата работа сигурно ќе побараме таква ревизија. Прашуваме и бараме јавно да кажете кој ви нареди или пак забрани да побарате таква ревизија за работата на сите досегашни градоначалници на општина Гевгелија. И уште едно подсетување, господине градоначалник, заменикот градоначалник има доволно своји грижи, отколку да води грижа за вас. Почитувани граѓани, поради сето ова, советниците на Социјалдемократскиот сојуз од Гевгелија најавуваат интерпелација за работењето на председателот на Советот на општината Гевгелија Александар Тодов. Го повикуваме советникот Нечевски да излезе јавно да го повтори она што го кажа на седницата, како би можеле да покренеме соодветна судска постапка. Ако има и малку храброст, тоа нека го направи. Јавно изречените клевети од советникот Нечевски за теми и личности кои немаат врска со точката за која денеска се расправаше, е само потврда дека нешто сериозно се случува во општината
И на сите им станува јасно дека нивниот брод тоне. Социјалдемократскиот сојуз секогаш бил и ќе биде на страната на вистината и на страната на народот. Секој ќе си го добие заслуженото место за неговите дела, па дури и вие, како функционери, Киргизското ВМРО да помене.